За жал, вторава констатација мораме да прифатиме дека ви е точно. Заради тоа што, ете, во изминатиот период, во изминатите 3 повеќе децении, ние не гледаме функционалност на системот, и тоа редовна функционалност на системот, па дури, нели, и вонредни инспекции треба да се прават, не само редовни, меѓутоа, за жал, ни тоа што требало по правила и прописи да се спроведе, не било спроведувано. Ние повеќе пати имаме укажано дека и сами граѓаните се чувствуваат дека корупцијата е навлезена буквално во сите пори на општеството. Значи, тоа е општествена болест, која, за жал, буквално од сите не е најсериозно прифатена. Значи, ние мораме да имаме многу сериозен пристап кон оваа болест. Сите сме свесни колку ни наштетува. Буквално на сите слоеви во општеството наштетува. Но пристапот, мислам, дека не е доволно сериозен. Пред се од носителите на јавните функции. Иако, ќе кажам дека по дефиниција корупцијата е таму. Корупцијата е во власта, бидејќи власта е таа која што располага со државните ресурси. Како располага, на кој начин, тоа зависи од, нели, програмите, предизборните ветувања и така натаму. Секоја политичка партија што се стреми да освои власта, тоа си го кажува, како ќе си раководи со тие средства, но ризикот дека ќе постојат неправилности е таму, бидејќи таму се средствата. Факт е дека во изминатиот период системот не се почитувал како што треба, не се постапувало како што треба и за секое и непостапување, всушност тоа е кривично дело. Така што мене не ме чуди бројката на осомничени и уапсени, сметам дека и таа бројка треба да расте. Дали требаше да се случи? Очигледно дека требаше да се случи, затоа што сите укажувања, препораки, помош од странство, се што сме добивале, ние сериозно не сме го сваќале до крај. Трагедија.